Навеќе правило, секоја седница на која се закажани пратенички прашања, да ја започнуваме со доцнење од 50 на минути. Истото се случува денес. Причина за таквото доцнење е доцнењето на претседателот на владата Никола Груевски. Тоа не само што го покажува неговиот личен однос кон највисоката институција во Република Македонија, со оглед на тоа што денови поред вие не реагирате, барам од вас како претседател на ова институција да реагирате директно до него. Заради тоа што гледате за прв пат само 11 пратеници пројавиле желба денес да дебатираат и да поставуваат пратенички прашања. Ова е класично дерогирање на институтот пратеничко прашање. Институт што обезбедува демократичноста во секој парламент. Затоа од вас очекувам реакција во име на институцијата и се разбира продолжување на времето од 50 минути за време на паузат. Само така ќе покажете и докажете дека навистина го заслужувате највисокото место во парламентот на Република Македонија. Било кој вработен во собранието доколку задоцни 5 минути, генералниот секретар му крати 1 час од платата. Денес Никола Груевски повторно не си ја заработува дневницата за која е платен. Затоа, председателе, бидите еднаш сериозен и имајте свој однос онака како што треба. Недозволиво е, нека знае и председателот на владата, заради негово лично доцнење, неколку пратеници да не можат да добијат време да си го постават своето пратеничко прашање до некој од носителите на извршната власт. Благодарам. Благодарам. Јас ко влегов во салата и вие не бевте тука присутни. И после се пријавивте, од кој почнав седница, да се пријавите за процедура. Па не пошто кажа дека Господине Јани Макрадули, вие сте подпредседател, не сте адвокат на господја Бендеска Весна. Благодарам. Благодарам, господине Макрадули. Благодарам. Инаку за желбата за поставување на пратенички прашања, без нервоза, господине Макрадули. Не ви доликува, сепак не сте само пратеник, него сте, ве молам, господине Макрадули, не сте само пратеник, сте и подпредседател на собранието. Како што јас истовремено сум и пратеник и председател на собранието, и така треба да се однесувам, и така се однесувам, за жал вие не сте. Ве молам. Господја Бендеска Весна имаше процедурално, јас морам да одговорам, затоа што вие довикувате од место и не е културно да се довикува од место кога јас на господја Бендеска Весна и одговарам. Ве молам да почнеме мирно, мислам дека треба да бидеме коректно. За желбата за постување на пратенички прашања, ја не можам да влијам, например, во пратеничка група на СДСМ, колку ќе се пријава за постување пратенички прашања. До вчера, согласно деловникот, се пријавија само 4 од пратеничката група на СДСМ да постават пратенички прашања. Може ли да се пријават и повеќе? Тоа е сепак ваша желба колку сакате да постувате пратенички и право. Се согласувам. Не, пошто господја Бендеска Весна вика дека многу малку се пријавиле, изгубиле желба за постување пратенички прашања. Јас не можам да влијам на вашата желба. Секако вие кога имате желба, се пријавите согласно деловникот 24 сата пред седницата и ние на координација, за жал вие не доаѓате, но и без вас го одредуваме редослед и по тој редослед одиме за поставување на пратенички прашања. Да продолжиме понатаму, господа. Ве молам да продолжиме понатаму. Вие си кажавте, јас кажав. Повелете господја Бендеска Весна. Инаку јас го кажав фактот и тоа е. Кога влегов не бевте тука се. Дали е или има или нема врска. Извикајте се па да продолжиме.
Завршивте? Завршивте? Господја Бендерска Весна, сега можете, пошто има мир во салата. Повелете процедурално. Благодарам, председателе. Првен да заблагодарам на честа што заради мене не сте ја почнале седницата на време. Меѓутоа, картицата ја пријавив во 10 часот и 30 минути, пола час пред почетокот на седницата, за разлика од председателот на влада кој доцни 50 минути. Затоа да ве подсетам, барам од вас одлука, овде да ја соопштите јавно, дека денес, во текот на редовната пауза, од 14 часот 50 минути ќе продолжиме работното време. Тоа беше барање на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Малку вие и навистина гола ви е потребата да се обидувате да дефокусирате. Ова е барање од најголемата опозициона пратеничка група. Благодарам.